Добар ден и од мене. Чест и задоволство е секогаш да се биде дел од нешто што се започнува да се гради, нешто што за локалното население овде во општина Карбенци, во местото Таринци, ке значи подобар живот, ќе има подобри услови за мештаните, а во случајов она што е многу важно, подобри услови за најмладите, за дечињата. Јас му честитам на градоначалникот, честитам на советниците од мнозинството во Советот, на администрацијата, што навистина прават се што можат и покрај тоа што Карбенци е, би рекол, помала општина кога станува збор бројот на жители, но навистина се прават исклучително големи работи кои што навистина многу значат за луѓето овдека и само така ги охрабрувам да продолжат, затоа што на тој начин ќе ја вратиме довербата кај граѓаните, која што морам да признам во минатото многумина од политичарите ја загубија поради своето однесување и постапки. Овде од оној неврзан разговор со градоначалникот добив информација дека околу 50 на дечиња се практично дел од ова училиште, кое што ќе треба да биде сосема ново таму некаде на почетокот од оваа учебна година, на 1 септември. Иако не се знае дали на 1 септември или некоја друга дата, поради гимнастиките во Министерството за образование, некакви предлози се слушаат и во јавноста, но сепак еве ние зборуваме за 1 септември. Овие 50 на дечиња ќе имаат нова зграда, навистина едни европски услови за учење, за образување, што е многу важно, бидејќи од најмлади години ние мора да ги стимулираме децата да израснат во едни комплетни личности кои што понатаму ќе градат оваа држава. Уште еднашка би сакал да честитам, да ги охрабрам и градоначалникот, и мнозинството во Советот, и администрацијата во општина Карбенци да продолжат да прават вакви капитални дела и да покажат разлика помеѓу оние кои што се дел од владата, ДУИ и СДСМ, кои што наместо да градат на дневна основа сме сведоци на многу коруптивни скандали и би рекол крадат, и градоначалниците кои што доаѓаат од редот на ВМРО, ДПМН и коалицијата, кои што континуирано градат капитални објекти кои што значат додадена вредност за жителите во општините каде што ВМРО, ДПМН и коалицијата имаат своји градоначалници. Ете, доволно кажав, да не должам, уште еднашка честитки и нека ни се множат вакви објекти. Ако имате други прашања, ви стојам на располагање, повелете. Поранешниот министар за транспорт Миле Јанакиевски започна со издржување на ефективната казна. Од СДСМ велат дека правдата се испорачува. Ваш коментар? За да правдата се испорача, треба на седница на влада да дојдат МВР и луѓето кои што треба да споредуваат правдата и комплетно сите од првиот до последниот да ги соберат и да ги однесат во Идризово, за да видиме навистина правда. Она што му се случува на Миле Јанакиевски е се само не е правда, односно целосна неправда, кога треба на криминалната влада, на ДУИ и СДСМ некаков дефокус, кога треба да се заврти вниманието на јавноста, наместо да ги коментира нивните криминали и корупција, тие тогаш посегнуваат по Миле и повторно се случува нешто поврзано со Миле, како што е ова што сега тие го направи. Апсолутно целосна поддршка моја лична до семејството. Јас знам и дека Миле е храбар човек и ќе издржи и покрај оваа тортура и неправда која што му се случува, но овие луѓе кои што ова му го прават на Миле, на семејството на Миле, но и сите оние семејства кои што денеска се жртви на оваа криминална влада, на ДУИ, на СДСМ, тука се и луѓето кои што се дел од случајот 27 април, но и многумина други, сега да не ги споменувам, ќе треба да одговарат сите оние кои што донесува оваа неправда кон овие луѓе, уште во првите 100 дена од владата на ВМРО ДПМН. Судскиот совет ја прифати иницијативата на Дейвид Кир за оценска мисија на институцијата. Премиерот воедно ја поздрави оваа одлука. Ваш коментар? Па, видете, на отворена сцена Димитар Ковачевски признава дека е неспособен и дека, освен тоа што размислува за парцели за фотоволтаици, тој буквално за ништо друго не го бива да сработи.
па сега ние само ќе носиме оценски мисии вакви, експерти од странство такви, овие ќе ни ја прават реформата, оние ќе ни ги завршуваат проектите. Зашто е тогаш тој премиер? Не знаеше што се случувало, не знам, со Мерко, поздравува експерти од странство, зашто ги плаќаме институциите и кој е тој кој што треба да управува со тие институции, за да носиме дополнително надвор луѓе кои што ќе ни кажат колку институциите не ги бива. Затоа е потребно предвремени парламентарни избори да заминат овие луѓе, да дојдат луѓе кои што знаат да ги управуваат институциите и да се зафатиме за работа, да ги реформираме институциите и да бидеме пример како што не така одамна бевме пример не само за регионот, туку и за Европа. Час поскоро замине оваа влада на Дуи СДСМ и Димитар Ковачевски, толку поскоро ќе тргне на Македонија. Така Деновиве Османи кажа дека ќе се разбудите кога на телевизија ќе видите како поминуваат уставните измени. Ваш коментар во врска веќе кога сме со коментарите. Смисолот за хумор на Бујар Османи не му бил добра карактерна особина и често пати неговите метафори преку лошиот смисол за хумор не се добро разбрани нити од мене, нити пак од јавноста, бидејќи не знаеме што сака со тоа да каже. Ако како медицинско лице е загрижен за мојот сон, тие што ме познаваат знаат дека бргу и малку спијам, рано се будам и долго работам во текот на денот. Но ако како политичар се обидува да употреби некаква метафора, тогаш мислам дека му е погрешна. Ние тоа сме го кажале во минатото многу пати, дека ВМРО ДПМН диктати не прифаќа, како што е овој бугарскиот диктат, и дека ако се реферира на уставните измени, такви уставни измени нема да има. Нека се охрабри, да идеме на предвремени парламентарни избори, да услушаме народот што има да каже за политиките на оваа влада и тоа што ВМРО ДПМН ќе го понуди, па потоа можеме да размислуваме за многу други работи. На крај, важно е да тој мирно спие и час поскоро се разбуди од својот сон, но не како министер за надворешни работи, туку на некое друго место, после се ова што и го направи на Македонија и на македонскиот народ. Јас му посакувам мирен сон. Уставните измени Деновиве се поретко се спомнуваат. Дали ова значи дека има меѓупартиски договори за кои јавноста не знае или сепак останувате на она дека нема друга можност освен изборите? Мислам дека јавноста е доволно запознаена со профилот мој личен, но и профилот на ВМРО ДПМН. Не правиме ние задкулисни договори со никого и ништо. Тоа што го имаме го кажуваме јавно. Никакви задкулисни договори не постојат. На маса имаат сега веќе само една опција, а тоа се предвремени парламентарни избори, имаат и дати, имаат и гантограм на активности што треба на сето тоа да му претходат, но и гантограм на активности што потоа ќе следат, што се однесува до уставните измени после тие предвремени парламентарни избори. Нашиот став што се однесува до бугарскиот диктат останува ист, непроменет, вакви околности какви што се сега и тогаш и никогаш во иднина, додека јас сум тој кој што е претседател на ВМРО ДПМН, нема да прифатиме. Подготвени сме да разговараме, да се сменат тие околности, да видиме што ќе добие овој народ, што ќе добие Македонија како држава во форма на гаранции, предвидливост на процесот и така натаму, па дури потоа можеме било што да разговараме. Сега на маса има само една опција, тоа се предвремени парламентарни избори.